Почитуван заменик министер, амандманот наш не е за политичка доктрина за добивање на избори. И сега јас и вие може цел ден ако сакате тука за доктрина да правиме муабет, јас ќе ви кажувам за изборните измами, ќе ви пуштам спотови од додека душата, како беше она, додека дишам, овој воздух македонски, името нема да го сменам. Такви спотови можам да ви најдам еден куп. Ама амандманот наш не е за како да победиме на избори и како да победите на избори. Се знае како победувате на избори вие, со подкуп, со закани. Овој спотови што снимаше, знаеме ние како што правеше. Амандманот наш, почитуван заменик министер, да не се повторуваме за текстилните работници и за кожарската индустрија. За моментално 7.000 останати без работа со тенденција за пораст. Како тоа немало непродуктивни трошоци. И на крајот на денот, кога ние велиме, еве ви ги следам процентите што ги кажувате, велите 30% од буџетот е за социјала, 25% за плати, за 50%, па тоа не е за фалење, министре. Па тоа значи дека ние сме навистина најсиромашна држава во Европа. Како и најкорумпирана, тоа за транспаренс. И буџетот не е развоен. Значи, во вашето излагање сега и обид да ја одбраните корупцијата, вие несвесно и не сакајќи признавте дека буџетот не е развоен. Не, 50% за социјала и за плати. Каде тука гледате развојни тенденции, каде тука гледате капитални инвестиции, каде тука гледате развоен. Овој буџет е се само не е развоен. Како што кажавме и ние, а вие ја потврдувате тезата наша, практично. Ништо, мене ми останува само да со жалење да констатирам дека владата и покрај убедувањето од наша страна дека ние како парламентарци ќе направиме се за законски да се овие финансиски средства исплатат, измена на законски решенија и така натаму, се што треба ќе направиме, владата, почитувани работници во текстилната и кожарската индустрија, не сака да го усвои овој амандман, затоа што не било време за потови снимање, нема време за вас, има други приоритети, така да ќе почекате некои други идни влади, идни совесни луѓе кои што ќе ја сватат вашата мака и ќе придонесат за вашиот живот да биде што е можно по-достоинствен. Ви благодарам.